Почитувани, за денес во Собранието на Република Македонија се закажани 3 седници на Собранието на Република Македонија и сакаме да ве информираме дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија нема да учествува во работата на Собранието на ниедна од овие седници. Нема да учествуваме заради тоа што парламентарното мнозинство не создава и насека да создаде демократски услови за работа, затоа што се врши политички прогон на политички неистомисленици, со апсење на пратеници, со апсење на уметници, со апсење на луѓе кои што си ја сакаат Македонија. Сакаме да ве информираме дека како пратеничка група секојдневно имаме активности, секојдневно имаме средби со амбасадорите на земјите присутни амбасадори во Република Македонија, кои што ги информираме за актуелната политичка ситуација и ја информираме јавноста дека како пратеничка група и во секој од наредните денови ќе продолжиме со нашите активности, меѓутоа сега не во Собранието на Република Македонија. До кога? Благодарам. До кога? Се додека не се создадат демократски услови за работа. Додека Па сигурно не се демократски услови за работа кога 12% од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата е во притвор, а кога ќе се создадат тие демократски услови за работа зависи само од парламентарното мнозинство. Како го толкувате тоа што синоќа на брзина беше донесен, односно помина законот за јазици без никаква амандманска расправа, без вас? Исто како што го толкувам тоа што денес како ќе се донесе и буџетот на Република Македонија. Мислам дека самиот факт што денес се носи буџетот за 2018 година истовремено се закажани 3 седници на Собранието на Република Македонија го дава одговорот. Ако продолжува вака, значи ситуацијата, какви мерки ќе преземете? Дали може да се очекува да излезете скоро од собрание или да дадете оставка? Јавноста ќе биде навреме информирана за сите наши активности. Секојдневно ќе даваме информација за нашите активности кои што ги имаме како пратеничка група. Ви благодарам. Само момент да прашам за буџетот, бидејќи значи беа прифатени 6 амандмани од страна на владеачкото мнозинство. Нели чувствувате потреба да дискутирате за најважниот економски документ во собранието? Што имате да кажете? Мислам дека се работи за лицемерие, затоа што ова е најголемиот буџет што државата го имала од нејзиното постоење и се работи за некои мали суми кои што амандмани беа прифатени во отсуство на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата и никако друго освен како лицемерие не би го оценило тоа. Благодарам.